утро, ја следите утринската програма на Телма. Додека учесниците на вчерашните председателски и парламентарни избори се уште ги сумираат впечатоците од изборниот ден, ние продолжуваме со анализа на резултатите и очекувањата во наредниот период. Да си кажеме утрово со Зорана Антовска, демонстратор на Правниот факултет во Скопје, Јустинијан Први и една од помладите политиколози, новите генерации политиколози во земјава. Зорана, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, Горан, многу ми е драго за поканата и многу ми е драго што утрово ќе можеме да позборуваме малку на оваа тема, токму на овој ден после изборите. Што велат вашите првични анализи во однос на вчера одржаните избори председателски и парламентарни? Мојата претпоставка се покажа како точна. Очекував дека ВМРО-ДПМН ќе предводи и на парламентарните и на председателските Очекувавте толку убедлива победа? Не очекував можеби толку убедлива победа, меѓутоа наративот кој што можеше да се забележи кај граѓаните, особено од македонските граѓани, покажуваше големо незадоволство кон стариот парламентарен состав и можеше да се забележи едно разочарување од целата коалиција која што ја предводеше државата во изминатите години, така што очекував победа на ВМРО-ДПМН, меѓутоа можеби не толкава разлика, дури мислам дека и самите тие во некои моменти колку и да беа сигурни дека ќе ги победат изборите, не очекува толкава разлика. Сега уставните и законски рокови предвидуваат на 12 мај инаугурација на Гордана Силјановска-Давкова како нов председател, прва жена председателка. Што тоа значи од политиколошки аспект и дали нешто менува? Видете, јас секогаш велам дека најважно е да го избереме вистинскиот човек кој што ќе предводи државата и би сакала на професорката која што доаѓа токму од мојот факултет да ја честитам победата. Се надевам дека значи водење враќање на оној вистински пат кој што според нив беше малку оттргнат во изминатите неколку години. Многу сум среќна што прв пат имаме жена председател на нашата држава. Меѓутоа со оглед на бројот на гласови кои што го добија, очекувам дека задоволството кај граѓаните со низината инаугурација ќе биде доста високо, доста големо. Мислам дека тие беа сосема јасни во нивните ставови за како би ја предводеле државата и кои се следните чекори кои што би ги превземале. Така што останува на нив дали ќе се оттргнат од тој пат, затоа што мислам дека доколку се оттргнат после волкава победа и предност, доколку се оттргнат од нивниот првично зацртан пат, дека и тие може да изгубат многу. Законските рокови предвидуваат најдоцна по 20 дена од одржувањето на изборите да биде конституиран парламентот во новиот состав. Потоа шефот на државата има обврска да го додели мандатот на лидерот на партијата или коалицијата со најголем број на освоени мандати. Мицковски вчера најави брзо формирање влада. Роковите се, како што реков, 20 дена за формирање на парламентот, а потоа 10 дена за да го добие мандатот и 20 дена да ја состави владата. Очекувате сето тоа да се заврши и во рокот месец и половина или односно 50 дена или ќе се заврши побрзо? Со оглед на фактот што резултатите покажаа дека ВМРО имаат 58 пратеници, сметам дека формирањето на коалициите кои што бија предводеле и собранието и владата би било доста брзо. Единствен фактор кој што можеби ме загрижува дека сето тоа нема да се случи во предвидениот рок, односно би побарал малку повеќе време, е последната изјава на Али Ахмети, каде што вели дека треба сепак да размислуваме на мирот и стабилноста на државата. Со оглед на фактот што сепак бројката на пратеници за ВМРО-ДПМН е огромна, тие би имале една убава комотна коалиција, особено тука би можеле да го споменеме Максим Димитриевскиот знам. Моите очекувања водат кон тоа дека... Како ја толкувате изјавата на Ахмети, како закана?
Некако закана повеќе мислам дека беше неспремноста дека ДУИ и коалицијата Вреди ќе бидат толку блиску со гласовите. Добро, само за подсетување на гледачите, коалицијата предводена од СДСМ освои 18 мандати, најниска бројка од сите досегашни изборни процеси, значи најголем пораз досега на СДСМ. Коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН освои 58 пратенички места, коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ 19, коалицијата Влен, односно Вреди 13 пратенички места, значи 6 разлика, и по 6 мандати освоија Левица и движењето на Максим Димитриевски Знам. Сега ДУИ има 19 пратеници, меѓутоа автентични луѓе од ДУИ се десетина. Останатите 9 се места на коалицијата. Таму има партии на другите малцинства. Токму Дали затоа, може да се очекува и некаква прераспределба внатре, или пак треба да се свати сериозно изјавата на Ахмети во синокешниот говор дека новиот мандатар, односно новата влада, мора да размислува за стабилноста на земјата? Со оглед на фактот што оваа тензија се градеше уште за време на изминатите неколку месеци, самите изјави на Ахмети на нивните митинзи, мислам како на Ахмети така и на Христијан Мицковски, каде што јасно покажа една нетрпеливост едни кон други. Искрено не мислам дека коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ е возможна, иако може да се случи некоја прераспределба, меѓутоа јас сум повеќе сигурна во тоа дека беше јасно искажан ставот на ВМРО ДПМН дека сака да коалицира со Влен. Да, Мицковски не криеше, впрочем, вчера кажа дека се чул неколку пати во денот со Таравари, дека се чули со Касами, веќе почнале неформално да разговараат. Токму затоа мислам дека доколку можеби ДУИ беше само притиснат од целиот наратив на Влен и ВМРО ДПМН дека следно ќе коалицираат тие две партии заедно, тоа би представувало после долги години голем пораз за ДУИ. Мислите дека изјавата на Ахмети е повеќе емотивна отколку рационална вчера, кога се повикува на стабилноста, кога е споменува стабилност? Да, особено заради тоа што можеме да заклучиме дека будењето на едниот национализам го побудува и другиот национализам, така што целиот тој наратив околу изборите и се што се случуваше на митинзите го побуди тој наратив. Па моето толкување е дека неговата изјава беше повеќе емоционална и моментална. Меѓутоа и Бујар Османи претходно објаснуваше, дури кажуваше требали да ви нацртам, така им одговараше на новинарите, дека нема влада без Бадинтерово мнозинство, дека за влада во Македонија се потребни две мнозинства, едно од 61 пратеник и второто од Бадинтерово, и смислено како инструмент во Уставот за заштита на малцинствата, и рече дека не може да се повикува ВМРО тука дека е прекршен договорот за коалицирање на победник со победник во 2016-та, бидејќи Бадинтеровото мнозинство е измислено токму за заштита на малцинството, а не и на мнозинските заедници во земјата. Каков е тука сега просторот за делување или за манипулирање од страна на ДУИ? Што би можело ДУИ да прави ако едноставно не биде поканета да учествува во таа и во создавањето и креирањето на новата владина платформа? Не се сомневам во тоа дека секогаш партиите можат да најдат начин да предизвикуваат нестабилност, особено кога ДУИ веќе долги години претходно коалицира со ВМРО и со СДСМ. Така што верувам дека тие се еден доста голем играч на политичката сцена, така што верувам дека имаат сила да ги променат ставовите првични и нашите идеи за првично формирање на владата. Меѓутоа, мислам дека нивниот наратив беше па дури и премногу силен во смисла на креирање на една нестабилност, заради тоа што сепак и Влен се покажа како поголема сила овие избори, затоа за краткиот период тие освоија доста пратенички мандати, така што мислам дека дури ни на самото албанско население не му одговара да има
нестабилност во државата. Така што мислам дека тука ќе има една кочница, доколку може да се каже, од страна на албанскиот блок. Коалицијата предводена од ВМРО, ДПМН и Вреди заедно имаат 71 пратеник. Ако на тоа се додаде овие 6 од Знам, значи се станува збор за бројка од 77, 3 до двотретинско мнозинство ќе недостигаат. Колку се овие бројки реални, може ли владеачката коалиција да стаса до двотретинско мнозинство? Искрено, првичната моја замисла беше дека на оваа коалиција би можела да се приклучи и левица, меѓутоа после последните изјави кои што вчера беа дадени после изборните резултати, мислам дека левица не би влегла во таа коалиција, некако се уште мислам дека тие ќе останат на една своја засебна страна. Може би тука доколку нешто се случи во албанскиот блок да ја промени оваа бројка од 77 пратеници. Меѓутоа не очекувам дека левица како уште една македонска партија би направила некоја поголема промена. Како што реков, еден од најголемите, односно најголем убедливо пораз на СДСМ досега, по оној во 2008-та кога партијата беше предведена од Радмила Шекеринска, таму веќе почна да се најавуваат оставките, подпредседателот Битики, уште еден подпредседател најави оставка, сите врзани една за друга на некој начин. Дури и лидерот Ковачевски во вчерашното обраќање при тоа честиташе и призна пораз. Нешто што покажува дека македонската демократија зрее веројатно во вистинска смисла. Што може да се очекува во СДСМ сега? Најавени се нови внутрипартиски избори за ново раководство. Кој пат ќе го фаќа СДСМ и колку време ќе треба за да се преструктура, имајќи предвид дека на Македонија и треба силна опозиција? Така. Како што кажав, колку и да честитам нормално на ВМРО ДПМН кој што на вистина добија јасна поддршка од граѓаните, би честитала за начинот на кој што СДСМ го прифатија својот пораз во двете изјави, во изјавата на Стево Пендаровски, понатаму и на Димитар Ковачевски, каде што го признаа својот јасен пораз. Знаете како, сакам секогаш да велам дека во 2021 година за време на локалните избори тоа требаше да биде жолт картон за СДСМ, каде што требаше да сватат дека ова сценарио е многу возможно. Некако вчера ми се чинеше дека сите славеа освен тие. Така што реформација на партијата е од огромна важност. Добро е што веќе самите уште од првиот момент беа свесни дека реформација е потребна и вчера на повеќе дебатни емисии исто така најавија дека реформацијата мора да следи. Така што мислам дека сериозно треба да размислат каква опозиција сакаат да бидат. Затоа што ако сакаат да бидат добра опозиција, која што нели ќе биде кочницата на следната влада, тогаш не треба да бидат толку треба да бидат малку посплотени. Така што се надевам дека внутрипартиските избори ќе им помогнат токму на тоа прашање, да имаат поголема согласност пред се во самите редови на СДСМ. Ако ставиме една црта, рековте сите вчера славеа, освен тие, кој е најголемиот победник, а кој е најголемиот губитник на вчера одржаните избори? Моето мислење е дека СДСМ вчера беа дефинитивно најголемиот губитник, затоа што како што кажа ВМРО не ја очекува победата во толков број на гласови, токму затоа мислам дека и СДСМ не ја очекува загубата со толку мал број на гласови. Многу често кај нас граѓаните сметам дека одат да, знаете како ние не гласаме за некого, ние гласаме против некого. И мислам дека ова беше тука овој наратив играше огромна улога. Меѓутоа за мене најголем победник на овие избори представуваше Знам. Поради тоа што од левица беше очекувана бројката на гласачи, дури да бидам искрена, во првиот круг на претседателските избори мене ме изненади и бројката која што јас очекував многу поголема бројка за Билјана Ванковска, за нивниот кандидат. Меѓутоа, Знам дефинитивно беа, мислам дека најголемите победници на овие избори. Меѓутоа и тие освоија вчера помалку гласови, колку нивниот лидер во првиот круг од претседателските. Мислам дека и тоа беше
колку толку очекувано за мене, заради тоа што левица веќе подолг период од нив го креира наративот нели за парламентарни избори, веќе е дел од собранието, веќе граѓаните беа запознаени со нивната моќ и нивниот наратив во собранието и затоа мислам дека токму затоа знам, бидејќи сепак нели ова ќе биде нивно прво припојување кон собранието во состав на нивна партија. Кога станува збор за вреди за Европскиот фронт, партии и коалиции кои се тркаа за гласовите од граѓаните со албанска националност, кој таму фактички победник е коалицијата предводена од ДУИ, бидејќи освоја 19 пратенички места наспроти овие другите со 13. Меѓутоа славеа и едните и другите. Да. Кој тука добива, кој губи? Доколку ги погледнеме изминатите 20 на години, мислам дека можеме да кажеме дека вреди многу повеќе доби отколку ДУИ, заради тоа што мислам дека прв пат ДУИ има некаков соперник кој што доаѓа од албанскиот блок. Долго време го немавме видено ова на нашата политичка сцена, каде што некој ќе им направи на ДУИ несигурност за нивната имена. Меѓутоа тоа не се должи на бројот на освоени гласови ниту мандати. Имаат 6 пратеници повеќе. Пратеници повеќе, меѓутоа мислам дека самиот наратив кој што повторно ќе се навратиме на истото, каде што ВМРО јасно изрази несогласување со Али Ахмети. Да, но Али Ахмети ги посетува, ние сме втора политичка сила во земјата. Имаат повеќе мандати дури од СДСМ. Токму затоа мислам дека и беше прославата вчера, заради тоа што ДУИ има повеќе пратеници отколку СДСМ. Меѓутоа, искрено, да, заслужуваат нели нормално да го прослават својот успех, кој што сепак не е воопшто мал споредено со другите македонски партии. Меѓутоа, за начинот на кој што вреди беше конституирано, односно влен, уште нели во самиот предизборен период, мислам дека и тие направија доста добар успех. Останува, мислам дека да видиме како и тие самите меѓу себе како албански блок ќе се договорат за што понатаму. Очекувате она што го зборувавме за СДСМ да резултира со комплетна смена на раководството, со заминување на Димитар Ковачевски со оглед на ова топење од 400.000 гласови на претходните парламентарни избори па до 150.000 гласови? Не очекувам искрено оставка на целото раководство, меѓутоа очекувам оставки на главните функционери, вклучувајќи го и Димитар Ковачевски. Не очекувам дека сосема целата структура би се променила, како во ВМРО, така и во СДСМ. Јас мислам дека постојат многу квалитетни луѓе, многу квалитетен кадар кој што вреди да останат на дел од позициите во нивните партии. Меѓутоа, стварно повеќе би кажала дека се надевам дека ќе ги видиме тие оставки, заради тоа што би било многу фер, како што го признаа поразот, така да признаат дека можеби партијата би била предводена подобро од други луѓе. Нешто што недостасува е да видиме малку нови луѓе во двете партии, некои нови сили кои што можеби би ги предводеле овие трендови малку. Убедливата победа на ВМРО ДПМН носи голема обврска. Обврската е дотолку поголема поради довербата што е дадена. Мицковски најави брзо формирање на влада, веројатно тоа ќе биде полесниот дел од она што потоа предстои. Кои се најжешки костени, ако се има предвид дека и веројатно таа убедлива победа се должи на фактот на две силни звучни предизборни ветувања, а тоа кои македонскиот дел од гласачкото тело сакаше да ги слушне, дека нема уставни измени под бугарски диктат, како што тие го нарекуваат, и она другото дека нема коалиција со ДУИ. Ќе обстане ли ВМРО ДПМН на овие две ветувања и кои се најжешки костени за новата влада? Сосема се согласувам со тебе дека формирањето ќе биде најлесниот дел во нивниот мандат. Поддршката е огромна и нормално кога поддршката е толкова, секое разочарување може да биде многу големо. Ако ги погледнеме нивните две предизборни ветувања, јас мислам дека
повеќе би стоеле на ветувањето дека никогаш нема да коалицираат со ДУИ отколку уставните измени. Уставните измени се доста тешка тема која што мислам дека е најжешкиот костен моментално би бил за новиот состав на собранието и за новата влада, и токму во тоа ветување очекувам и некои промени. Наративот на ВМРО-ДПМН пред изборите се движеше од многу радикален, па потоа во некои изјави можевме да забележиме дека сепак наративот полека се омекнува, така што тука не очекувам можеби радикална промена во смисла да ја продолжат истиот начин на меѓународна политика како што го вода СДСМ и ДУИ. Меѓутоа очекувам дека тука ќе биде потребно да се направат некои отстапки од нивното првично. Исто така се најавуваат и добри економски вести вчера во говорот, рече Мицковски, и најави безкомпромисна битка со криминалот и корупција, дека ќе одговараат сите кои се огрешиле. Очекувате тоа да оди така, ќе има и таа политичка волја ќе даде резултати? Тука немам толку голема надеж, заради тоа што веќе повторно, доколку погледнеме историски, многу влади досега го ветувале тоа, борба со корупција, владење на правото, борба, тоа не е наративот кој што ние го обожуваме да го имаме за време на предизборниот период, меѓутоа како што можеме да забележиме досега не вродило со некој поголем плод. За оваа тема би сакала да бидам изненадена и би сакала да навистина за 4 години од сега да кажам да навистина го направија тоа и навистина вроди со плод. Меѓутоа, секој кога ќе дојде на власт малку го заборава тоа ветување за корупција, особено доколку забележиме дека секогаш постојат и постизборни игри, како што тоа можевме да го забележиме и на претходните избори, и колку од ветувањата дадени на претходните избори не беа баш исполнети. Зорана Антовска, демонстратор на Правниот факултет Јустинијан I на одсекот за политички студии, ви благодарам за анализата на изборните резултати. Ви благодарам и на вас за поканата.